За да може да зборуваме за проблемите, најпрвин треба да ја знаеме историјата, од каде потекнуваат и зошто потекнуваат. Ќе го рипнеме целиот тој историски период, зборуваме од антика и средновековие, кој што нормално градот 555 година има еден земјотрес, после 1500 и некој уште еден. Значи ние немаме некое си старо конзистентно урбано јадро, освен она што се јавува во чаршијата. Практично земјотресот уништува 75% од градбите во Скопје и сите оние урбанистички планови од претходно, првиот урбанистички план го носи Јосиф Михајловиќ, значи уште пред Втората светска војна. Меѓутоа, тој развој на градот е веќе целосно прекинат и се започнува од ново. Нормално се барало колку што е можно побрзо да се реши стамбеното прашање на луѓето. И 64-та година во октомври месец веќе е формиран, значи, тимот и нацрт планот за градот, а потоа и за 10-месечен период веќе и направен првиот генерален урбанистички план на Скопје. Значи тука тимот кој што работел, нацрт програмата му била доделена на Адолф Циборовски, тоа е полски архитект кој што ја работел обновата на Варшава. Љубен Потај од Заводот за урбанизам кај нас и нормално му го даваат, нели, имало конкурс, каде што тимот на Кензо Танге со неговиот јапонски метаболизам ја добива практично втората награда во случајов, меѓутоа таа е прва промовирана, прва не ни доделена. Неговиот концепт се задржани околу 60%, каде што се споени после со остатокот од конкурсните трудови, а тоа е концептот на градски зид, градските порти.